Добар ви ден, драги гледачи. Во пресрет на Меѓународниот ден на жената, оваа емисија ја посветуваме токму на жените. Правата, рамноправноста, еднаквоста. Мои и ваши гости денес се Андреја Јовски, менаџер на хотел Инекс Огица, и Адријана Тодорска, актерка при Охридскиот театар. Добар ви ден и на двете. Ви благодарам на издвоеното време што ни сте гости денес во ТВМ, па вака да си поразговараме за женските права, за еднаквоста и за рамноправноста. Ајде прво да ве запрашам, како го доживувате и како го чествувате 8 март? Го обележувате ли некако? Што е за вас 8 март? Повели Андреја. Здраво, пред се добар ден на сите и вас и на гледачите. За мене 8 март, нели уште прв пат кога ќе слушнеме и сме свесни за тој ден, пред се става на пиедестал мајката на секое дете. И од секогаш тоа било посебен ден кога правиме нешто добро за мајките и со некаков мал гест и даваме до знаење дека нашата љубов кон нив е безрезервна и исто така сега јас како мајка кога ќе се ставам во таа улога, дури најмалото подароче од малиот кога ќе ми го донесе, буди во мене посебно чувство на исполнетост и среќа, затоа што тоа е една од главните улоги на секоја жена и сметам дека тие најмали знаци на внимание нема кој не се осеќа убаво кога ќе добие некое такво признание, а гледано како општествен празник и светски ден посветен на жената, тоа е веќе добива многу поголемо значење и улога, каде што се става на пиедестал дека жената е пред се борец не само за неа и за сите околу неа и како една од најодговорните општествени фигури која секогаш зазема пред се улога на заштита на све околу неа, а после се става на второ место. Одлично, баш убаво кажано. Адријана, за тебе, ти како го доживуваш 8 март, како го одбележуваш? Добар ден прво. Фала ви многу на поканата, ја ценам. Чест ми е. Исто и мене. За мене, кога ќе се спомне 8 март, прво ми доаѓаат во ум имињата Клара Цеткин и Роза Луксембург и нивната борба. Исто така се навраќам на детството и на честитките што ги правевме за нашите мајки на училиште и радоста и нетрпението што ја чувствував пред да ја дадам честитката на мојата мајка. Истото го доживувам денес јас како мајка. Тие мали подароци, тоа ми буди повеќе среќа од било кој спектакуларен подарок, било кој скап подарок. Мила мамо, ти многу те сакам и така натака, тоа секогаш ми предизвикува. Да, толку едноставно. Трудот нивни со нивните мали рачиња и радоста со која што ми ги подаруваат ми предизвикува солзи во очите секогаш. Така, и јас ќе се сложам со вас, токму и мене 8 март ми е некако празник на мајката, особено бидејќи сметам дека за секој човек уствари всушност мајката е најважната жена во животот. Дефинитивно е тоа така. Ајде да прашам, како би оцениле, Андреја, улогата денес на жената во општеството? Се соочуваме ли се уште со стереотипи, со дискриминација? Некои статистики покажуваат дека жените се уште се недоволно еманципирани во однос на работни позиции, недоволно на водечки позиции. Кој е вашето мислење? Па според мене не сакам да навлегувам во поширок опфат на државно ниво како оди тоа кога се определува кој број и како треба да оди, немам такви информации, не сакам. Тоа не е ни важно колку е учеството. Од тоа јас што го имам како знаење и еве и од мој лично искуство во нашите фирми и компании, сметам дека дури поголем број на одговорни позиции имаме жени од него мажи, така да и исто мислам дека и во приватниот сектор најмногу, затоа што сум дел од приватниот сектор и за тоа можам да разговарам, сметам дека веќе ги нема тие дискриминации, дека жената се повеќе стои рамноправно до мажите, дури и на највисоките улоги, така што мислам дека сме со голем напредок во тој аспект и дека секако жената има
право, доколку може и се осеќа успешно да достигне највисоки цели. Така, кој е вашиот став, Адријана? Вие доаѓате од актерството, Да, да речеме, од уметноста. да, како вие ги гледате на ова прашање? Па, во однос на мојата професија, работите се јасно поделени, бидејќи улогите се машки и женски. Нема тука бегање. Иако јас имам играно машка улога Да. во својот живот, да, и некогаш се случувало и обратно да е. Сега, јас како актерка немам апетити да бидам на некоја висока позиција. Ме интересира само самата уметност и напредокот. Меѓутоа, да речеме, како директор на институција или такво нешто, треба да се земе во предвид, например, мајчинството, дека претпоставам дека тоа е како пречка, меѓутоа јас не го разбирам како пречка. Тоа е предност и привилегија. Сметам дека, ајде тоа прашање така спонтано ми дојде да го начнам, дека имаше иницијатива за продолжување на породилното отсуство. Сметам дека премногу рано сме фрлени назад во На работа, да, во работни во обврски. Да, тоа е некако наметнато Така. и сметам дека мајката треба подолго да биде со Да, во некои земји и подолго, по 2 години. да, и по 3 во мислам Германија дека сум има. Во слушнала. Германија е да, 3. така? тоа е Да, стварно. истото го имам слушнато. Тоа е веќе Јас пошто сум доволно. родена во Германија и знам. Така, Да. значи таму е 3 години, кај нас 9 месеци. А некаде и многу полошо. Во Америка сум слушнала дека е само 6 недели, Да, во воопшто не Америка се мислам грижат за најтешко. мајки за деца, тоа е многу лошо. И Дај колку Боже да е одиме тоа према. тешко една жена, мајка, да ги усклади напливот на голем број обврски и со малото дете дома, и во семејството, а и надвор и на работа. Да, А пред се да не се заборави тука грижата сама за себе Да. после Каде е тие тука 9 тоа? месеци Да. и цел тој период на и здравствени трансформации, хормонални Хормони, да. трансформации, све тоа треба, мислам, самата жена како жена да има време да се посвети на себе и психички и физички да се врати во До форма, во состојба нормала. кај што ќе може да се носи со сите тие други предизвици, зашто во поинаков смер би имале можда и контраефект. Да, убаво ја начинавте и Да. оваа тема. Јас имав и прашање за тоа како ги ускладувате обврските, но за тоа малце и подоцна. Би сакала да ја прашам Андрија, како Андрија ти ја дефинираш улогата на жената менаџерка во деловниот свет, во вашиот, во приватниот сектор особено, и како жените успеваат ли жените да ги достигнат тие позиции? Спомена дека во приватниот сектор нема дискриминација. Според мен, јас кажувам за од моето искуство Така. лично, во контекст на прашањето што сега го поставивте, јас ќе спомнам тука дека нашиот бренд како бренд, Хотелинекс Олгица, позади тој бренд стои ликот на мојата мајка. И таа беше Која- жена, да. така? Сега и вие како Таа беше жена која не само продолжувате на мене, тоа. може да биде пример за и многу други, затоа што нејзиниот лик и дело останува и денес не само во хотелот и нашиот бренд, туку ние продолжуваме да ја следиме нејзината визија, да го стави Охрид на светско ниво на туристичка дестинација преку се она што го има и што го поседува Охрид како град, можностите се бесконечни. Комплетно, Да. на сите И тие сметам големи дека со самото тоа што јас имав пред мене лично пример за жена успешна на секое поле од животот, не само како менаџер и лидер на хотел, беше мотивација на многу луѓе, двигател на туризмот во Охрид да се оди во скроз повисока насока, поддршка и мотивација исто за многу настани. Така. Така. И Јас сметам- имав чест да ја познавам и неколку пати имав и интервјуа со неа и беше навистина задоволство да се разговара со неа. Да, и сметам дека жените на лидерски или менаџерски позиции може многу повеќе да постигнат затоа што земено и статистички можда според мислењата на многу емпатијата, поголемото ниво на емпатија на жената може да придонесе за поголемо општо добро на сите, не само за неа. Кажано. Така, така. Адријана, би сакала да те прашам каква е застапеноста на жените на сцената? Еве, на локално ниво. Колку актерки сте во однос со актери? Многу сме. Мал број на актерки сме во дефицит.
4 сме, но и мажи се малку, 6 се. За сега сме многу мал ансамбл и треба во иднина да се вработат, треба свежи луѓе, млади. И тогаш би правеле, јас пример не се плашам од млади дека ќе го заземат моето место, бидејќи тогаш јас давам простор на младите. Тогаш би правеле и друг тип на представи, би правеле класици каде што се вклучени многу ликови, над 10-15, би го работеле Шекспир, кој што само еднаш сме го работеле, Чехов досега не сме го работеле, за жал. Зато што немате сме работеле со гости од страна, меѓутоа се покажало низ искуството дека тие представи се финансиски тешко одржливи. Така што застапеноста на жените, Ма дискриминација на сцената? Дискриминација на сцената. Чувствувате ли некогаш такво нешто? Не, немам почувствувано. Тоа Меѓутоа морам да кажам дека историски гледано наназад, од многу години наназад, доминираат машките улоги, за жал. Меѓутоа исто морам да напоменам дека во современата драматургија се базира на феминизам, сега кој како го разбира тој. За некој е негативен, агресивен. Тоа е добро. За некој е позитивен, апсолутно е вистина. Жал ми е што не можам да се сетам на името на авторката, многу е ми ја фалија. Меѓутоа не е само таа, ги има многу Ева Енслер, ќе ја спомнам на пример, не се сум ја работела. Има многу авторки, се базира, значи доминираат женските улоги. Одлично. Тоа е еднината. Тоа е добро. Тоа е добро. Значи се издигнуваме. Издигнуваме сите повисоко на позицијата. Би сакала, Андреја, да те прашам, како очекувано е приватното менеджирање, приватниот бизнис и таа позиција која што ја имаш да носи низа предизвици. Како се справуваш со предизвиците? Па туризмот како гранка е од една страна и работата нели со луѓе една од најтешките работи и мора и во некои екстремно интензивни ситуации да се остане смирен, посебно како од страна на давачот на даватели на услугите, нели гостинот е секогаш во право. Така е. И тоа е многу тешко, но сметам дека комуникацијата со луѓе, отвореноста и искуството во работата и искуство во комуникација со луѓе не носи до степен каде што знаеме да ги менаџираме тие работи, посебно кога знаеме да го одделиме професионалното од приватното. И мајндсетот се вклучува и на работа е работа и нема избувливи ситуации, дури со најкомплицираните гости мора да се најде начин тие да се задоволат. Така. Тоа е моето мото и мојата двигателна сила што ме води кога ќе дојде до такви ситуации, така што сметам дека секоја индивидуа поинаку реагира на тие работи, но доколку знаеме што сакаме, знаеме како треба да се работи работата, немаме проблем. И да ја сакаме. Најважно од се. Тоа е најважно. Да се сака работата. Адријана, би сакала да те прашам, преќе го начнавме малку тоа прашање, како актер, како ги балансирате обврските професионалното со семејното, затоа што вие имате обврски навечер во ноќно време, тогаш нема градинки. Како се прави баланс тука? Многу тешко. Сигурно е тешко. Многу тешко, особено тоа нема, представата почнува 8 и тоа не може да се помести заради мене. Нема работно време од 8 до 4 тука. И многу е комплицирано, се губи редот на спиење на сите тие. Нели, тежок е баланс. Се поместува и потоа се седуваат неколку дена на враќање, на напорно враќање на редот и потоа пак се поместува. Меѓутоа, тоа го имам прифатено. Кој ви помага? Имате помош? Имаме помош, имаме родители двајца. Тоа е важно да се здрави и живи бабите и дедовците. Истото прашање и за вас, Андреја. Тешко ли е да се изменеџира професионалност и она што тешко е, да, ако немаме помош, тоа би било невозможно. Сметам така што со мали деца посебно. Голема благодарност со сите кои ни се наоѓаат во животот. И нашата работа некојаш бара и 24 часовна посветеност, посебно кога имаме големи настани, некогаш и не одиме дома, така што сметам дека помошта е најбитен момент за да може
да се постигне све тоа. Како и од другата страна, например, од партнерот, другиот родител што е, нели, поддршката и помошта за да може да се успее, затоа што сепак сметам тука е проблемот, да, иначе мора да има сметам поддршка. дека доколку двајцата родители се еднакво вклучени нема некои сериозни проблеми, а на крајот од денот и 1 сат поминат каде што детето ќе осети љубовта на мајката е доволно за да знае дека е тука и така. Што мислите околу тековните напори за напредување на правата на жените? Значи, постојано има невладини организации кои што работат на тоа поле, имаме комисии во општините кои што работат токму на родова еднаквост и слично. Што мислите во тој поглед? На што најмногу треба да посветиме внимание за да ги унапредуваме правата? Рековте, во приватниот сектор вие не ја забележувате дискриминацијата. И Адријана кажа, во уметноста не се чувствуваат дискриминирани, но статистиките за жал покажуваат дека се уште живееме во општество со голем број стереотипи. Значи, жените на исти работни позиции со мажите добиваат помала плата. На што најмногу треба да работиме за да ги унапредуваме овие, да ги подобруваме овие состојби? Повели Адријана. Можеби не знам да говориме гласно. Гледам актерите од, не знам, јас не сум во филмската индустрија, меѓутоа еве да речеме дури и Холивуд. Гледам дека ги користат своите 5 минути на добиена награда да апелираат на тоа, на нееднаквоста, да се разбере, бидејќи од нив најдобро се разбират. Така што не знам друго кое би било. Да се, како што кажав, конкретно во театарот, да се оди на таа современа драматургија, што е женска. Мислам, не само женска, меѓутоа жените добиваат многу. Да, ја афирмира жената, да. И да се говори гласно. Не знам што би било друго. Така. Што мислите вие за... Јас сметам дека и самата свесност кај жените треба да се подигне на ниво дека можат и смеат да побараат одредени права и да се борат за тоа што сметаат дека им е потребно и во професионалниот и во приватниот живот, затоа што сметам дека и многу голем број од жените, посебно кај што се уште многу примитивни општества, се плашат воопшто да кажат и дека имаат било каков проблем. Така. И затоа оди до екстремности каде што се доаѓа до пострашни работи. Сметам дека тоа убаво да се говори, да се говори за све и да се бара помош, има институции, мислам дека нели каде што може да се бара помош. Тоа е пред се, јас зборувам за насилство и за такви работи каде што жената доаѓа. Покажува статистиката дека најголем број од семејството насилство жртва е токму жената. Многу мал број се мажи, многу мал број деца, најчесто е жената. Јас знам случаи каде што и страф и дома кај нејзините да каже затоа што не било тоа. Тука треба најмногу да се крева свесноста и да се работи на слободниот говор на жени кои се ставени под било какво насилство. Не само тие и децата кои се дома и според мене таму треба да се даде најголем акцент. На семејното насилство. И да се даде сигурност на жената дека може да било што и да каже, дека ќе биде поддржана и дека ќе бидат преземени мерки за справување со тие ситуации. Да се надоврзам, за жал, јас познавам такви случаи на семејно насилство на жени. Може би да се финансираат повеќе тие институции, да се наистина се потребни. И да помагаат, реално да се помага. Значи да има повеќе шелтер центри за згрижување, значи мора да се работи. Кај нас поготово не. Тоа се повисоки прашања што треба да се пред да прославиме 8 март. Точно затоа ја начнуваме оваа тема за да ги мотивираме и за да ги едноставно да ги поттикнеме да се побараат помош, а и да ги поттикнуваме институциите да вложуваат повеќе и на менталното здравје исто сметам дека треба да се стави поголем акцент и последниве години како што живееме во едно навистина многу стресно време, можно е важно да се работи и на менталното здравје некако и тука заостануваме. И тука имаме срам, стереотипи кои побарат помош, што не е во ред. Јас отворено им кажувам на сите дека нема подобро нешто од човек да се посвети најмногу на менталното здравје и на љубовта кон себе. И за жените и за мажите, затоа што колку и да мислиме дека тие се јаки и тие
некогаш им треба поддршка и помош. Така што сметам дека Да. менталното здравје е број еден за све друго во животот, да е во ред или да не е во ред. А многу малце се посветуваме на менталното здравје. Најмалку Тоа треба да време се за тоа, да. почне уште од деца мали, да станат свесни дека се што ќе вложат во менталното здравје, натака ќе имаат придобивки во секоја сфера на животот, а и пошироко тие придобивки ќе ги осеќаат и сите околу нив. Така. Мислам дека во тој поглед сме подсврсти ние жените ментално. Истото сакав јас да го кажам, кога би прашала Да. тука кој е посилен, јас би рекла дека жените се тука посилни, истото го мислам. И жените поотворено бараат помош. Може би, Во поглед на можда Се доверуваат, јас мислам повеќе. И на ако На на никој друг, на другарки, да, на да, мајка да, дома, точно. ако има близина. Точно. А мажите се позатворени тука, Да. тоа што се чува во себе И уште удира полошо. на Да, тоа е физичко уште и полошо. секакво друго Да. здравје, така да. Да. апсолутно. Би сакала да ве прашам, што мислите, кој е најголемиот предизвик со кој што денес се соочуваат жените, ама во вашата сфера? Например, според вас, Адријана, кој е најголемиот проблем, најголемиот предизвик на актерките денес? Па не само денеска, мислам дека секогаш е тоа што после 30-та година се намалуваат улогите, особено во филмската индустрија. Не сум во Така. После 40-та драстично се намалува, за жал. Улогата. Да. Ангажманот. Меѓутоа, гледам дека во последно време се пишуваат и улоги за повозрасни. Тоа и тоа гледам дека се менува. И Значи, истото, има не истото надеж. и во театарот е исто, да. И во драматургијата, за жал. Меѓутоа, да, тоа е, како што кажав, современата драматургија е да речам решението за тоа. Така. Ево видиш, не знаев дека се намалуваат улогите со Да, тек на многу годината. драстично, поготово Да, после јас не 40. Да. Тоа е. И после добиваш многу поретко улоги. Да. И што ќе работиш после? Ќе помагаш во да, театар? да. Или ќе се посветиме на... Не, јас сум решена да работам до крајот на животот. Се надевам и после пензија. женски многу е мајндсет. да, и многу е убаво кога ќе видиш стар актер на сцена со сето свое Како? животно Тоа е искуство. прекрасно Тоа е прекрасно. нешто. Се додека Навистина е е способен да го помни текстот и мизансценот, е доволно самата појава со сето негово животно искуство што го носи со себе. Мислам, не треба да се игнорираат старите. Никако, Бидејќи има- никако не Да, може само да се мудрост, учи, да. дефинитивно, така е. Да. Андреја, како да пример жените на позиции како што сте вие можат да ја подобруваат оваа рамноправност, препоставувам преку вработување, мотивирање на жени повеќе? Да, па јас сметам дека со самото тоа што имаат пример за жена која успеала и е на повисока позиција, тоа ги мотивира и тие да се борат за, доколку сметаат дека се способни, да се борат за постигнување на повисоки цели. Пак ќе кажам, отвореноста и примерот и комуникацијата едни со други, поддршката едни со други е основен фактор за и подобра работна клима и подобра Така. се опфат на Така. Која би била Поддршка. пораката до жените? Ајде, Адријана, што би им порачале? Што би им порачале? Андреја Повели? Па според мене една од главните пораки до сите жени би била тоа да не забораваат никогаш пред се да се сакаат самите себе си, да си посветуваат внимание, да се негуваат како и физички, така и ментално, затоа што само баланс на све тоа заедно може да ја изгради жената и да се носи со сите борби и предизвици кои се дадени во сите улоги што треба да ги носи. Така што мислам дека љубовта кон себе треба да биде број еден, затоа што ако се сакаме самите, може да ги сакаме и сите околу нас и да им се посветиме максимално. Без љубовта сами кон себе и негата, све друго би било само формалност и недоволно издржано за да се пружи било што надвор од нас самите. Адријана, Така. вашата порака? Значи, на младите жени би било бидете независни, пробајте да бидете независни, едуцирајте се, образувајте се, тоа е многу важно, за да бидете независни и стабилни
да не се подпирате на дека ќе го сретнете принцот на бел коњ. Така, Тоа е никогаш прекрасно. не очекувајте. Тоа е прекрасно, меѓутоа вложете се во инвестирате самите во себе. И би рекла изгледот не е се. Така. Многу едноставно. Така. Не подпирајте се само на добриот изглед. Одлично. За крај би сакала да ве прашам, ајде отворено, каде ќе славите утре 8 март? Имате ли нешто закажано некој од вас? Некоја журка, некоја забава, друштво, другарки? Па имало различни прослави низ годините. Дали со мајка ми, со незиното друштво, тие ми беа секогаш најубави забави, дружби. Меѓутоа, оваа година сакам малце со малиот повеќе време да си поминам и баш таа љубов и внимание што најмногу ми значи да ја осетам повеќе. Може би ништо конкретно планирано, а напред. Немаш уште испланирано, добра. Јас најверојатно дома. Во домашни услови, да, секако би сакала да видам мојата мајка, да ја подарам нешто, сестрите секако, меѓутоа генерално дома. Така. Ви благодарам многу и на двете. Посакувам вашите пореки да допрат до сите, да бидеме гласни, да бидеме независни и да се сакаме себе си. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Се гледаме повторно во следната емисија.